Македонската православна црква Охридска архиепископија и натаму молчи околу наводите за рекет на свештено лице од нивните редови. Паралелно, молчи обвинителството, кое во меѓувреме само срамежливо одговара дека се водела предистражна постапка, но ништо повеќе. На обвинувањата, веќе трети ден, молчи од повеќе медиуми прозваниот Струмички владика. Се што може да се слушне во јавноста се личните ставови на поединци, како на пример презвитер Ивица Тодоров од МПЦ-ОА, кој за Алфа вели дека е греф човек кој треба да биде нечи духовен отец и медиум со Бога, да се занимава со приземни криминални активности. Особено за нас, свештенослужителите, затоа што ние сме повикани, најодговорни, особено во очите на оние што ја прифаќаат Божјата вистина и Божјото постоење, да ја сведочиме вистината Божја и вредностите Божји, такви какви што тие се и според нашата сила, но сепак да ги сведочиме. Ништо не ме изненадува и ништо не ме разочарува. Индикативен е молкот на прозваниот владика, потенцира поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Сите знаат за кого се работи, а тој и натаму молчи. Го нема, макар и да се оправда. Мене ме само зачудува што сите отприлике знаат за кого се работи, а дотичниот не се јавува. Знаете, ако веќе, иако не се спомнува по име или се избегнува тоа, со право, или така, треба се јави и да каже, да даде некоја изјава, да демантира, да прифати, да признае. И светите и световните лица целосно се согласуваат во едно. Во моментов Македонија се соочува со тотална морална ерозија и духовна хипокризија, која е доминантна на сите полиња. Вела дека за жал македонското општество се навикна на отсуство на етика во функционирањето на државата и институциите, а по случајот на рекетар специјална обвинителка, пратеничка и газда на телевизија, граѓаните веќе ништо и не ги изненадува. Грдата реалност е дека во Македонија веќе ниту поп рекетар не е вест.